Секој од нас, иако бескрајно ја сака иднината, сака да погледне и во минатото и да го почувствува неговиот мирис, да го чуе неговиот звук. Секој камен од дворот на овој објект, секоја врата која се отвара пред нас, ги чува сликите и звуците на минатото и на иднината. Во своите пазови ги чува вековите и приказните за долгото постоење. Ги знае сите приказни и несебично ги подарува на секој оној кој сака да ги чуе. Националната установа Завод и музеј Битола денес е лоцирана во еден од најзначајните културно-историски споменици во Битола, во објектот Стара касарна. Важноста и значењето на овој објект не се резултат само на неговата монументалност, туку и на историското минато, настаните и личностите кои тука престојувале. Овој објект, изграден во 1848 година, кога Битола го доживувала својот најголем развој, бил изграден како воена гимназија и дадие. Во 1900 година, оваа гимназија прераснала во воена академија Харабие. Како таква, функционирала се до 1909 година. Најзначајниот период од постоењето на оваа воена касарна е тесно поврзан со периодот кога во неа се школувал кадетот Мустафа Кемал Ататурк, таткото на модерна Турција. Оваа зграда, чија адаптација во музеј се изведуваше од 1983 година, представува вистинска ризница каде се чуваат и презентираат највредните културно-историски богатства на регионот. Во музејските депоа се чуваат илјадници експонати кои се сведоци на цивилизацијските вредности на различните епохи, формирајќи ја на тој начин културно-историската карта на регионот. Во постојаната музејска поставка на површина од околу 2000 метри квадратни се изложени околу 2000 предмети, кои се само дел од поединечните музејски збирки. Непрекинатиот период на постоење на различни култури, нивната симбиоза, континуиран просперитет и нивната разноликост овозможуваат присуство на една таква шареноликост што ретко каде се среќава на толку мал простор. Богатството на археолошки, етнолошки, историски и уметнички експонати се сведоштво на различните етапи и културниот развој на ова наше поднебје. Постојаната музејска поставка со незините составни делови, градската соба, собата на клавирите, галеријата на икони, галеријата на современа уметност, легатот на Борислав Траиковски, еден од најпознатите македонски сликари кои твореле во втората половина на 20 век. Спомен собата на Мустафа Кемал Ататурк се само дел од она што го чува оваа институција. Неколкуте галериски и изложбени простори, спомен куќите на Гоце Делчев, Даме Груев, Стеван Наумов Стив, Татарчеви и секако еден од најпознатите археолошки локалитети. Локалитетот Хераклеа Линкестис се деловите кои го комплетираат нашиот мозаик. Организираните бројни времени изложби од различни области, како дополнување на постојаната музејска поставка, им даваат можност на посетителите да го почувствуваат духот на минатото и барем за момент да откраднат еден миг од историјата која ја создавале минатите генерации. Но и овој миг на сегашност, последниот момент ќе биде историја, па затоа секој од нас постојано останува дел од оваа наша заедничка историја, од ова наше постоење.